Стотина сопственици во Беровско не можат да ги користат своите имоти кои сега се дел од заштитениот предел Малешево, иако нивните шуми се дел од зоната која подразбира можност за одржливо стопанисување, веќе втора година на нив не им се даваат дозволи за сеча или транспорт на дрва од нивните имоти. Прво беше не им се дозволило да поднесат барање за сеча. Понатаму има сопственици кои имааше и имаат се уште посечена дрвна маса, одобрена дрвна маса од ланска година, имаше сопственици кои имаа утоварено, јавното предпријатие не им дозволуваше никакви документации и продолжување на документите за оваа година. Па чак дори има и такви сопственици кои имаат платено сите давачки на државата и на услугата на јавното предпријатие. Некаде собравме околу 650-700 потписа како незадоволни граѓани. Сопствениците на имоти сега тврдат дека не само што се оштетени, туку се и изманипулирани. На тој состанок беа градоначалниците од Пешчево, Берово, беше од Министерството за заштита на животна средина, од Министерството за земјоделие, шумарство и водостопанство, од ИПА Македонски шуми, од подружниците тука, и на крај испадна дека нема никаков проблем, дека тоа беше на 24.2. И испадна дека нема никаков проблем и дека од утре ден можеме да работиме, да подписуваме документи, да влеземе во нашите шуми, да завршиме работа која што е по издадените одобрени. Меѓутоа, надале тоа не испадна така. Одма од утре ден, поново забраната трае. Вината за состојбата Беровци ја лоцираат и во општината, за која тврдат дека постапката за јавна дебата ја спровела нетранспарентно и во министерствата кои си ја префрлале топката и не им одговориле на барањата. Поради ова, познатите беровски приватни кории сега повеќе се проблем отколку кори за сопствениците кои преку протести и тужби ќе си го бараат своето загарантирано право да можат да си го користат своето.